Здраво, ова е 13-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ај Тоња на Крег Гилеспи, а во Јас Тоња прикажан е подемот на компетитивната лизгачка на мраз Тоња Хардинг, глумена од Маргот Роби, за време на државните и олимписки надпревари и загрозувањето на незината иднина од непромислените одлуки на незиниот поранешен сопруг. Во моето детство сум ги гледал зимските олимписки игри, вклучувајќи ги и тие од 1994 година во Лилехамер, кога од коментаторите за прв пат слушнав за Тоња, а поврзано со некаков скандал со повреда на нога, некакви истрели. Има во предвид дека уметничкото лизгање е екзибиционен спорт кој бара голема вештина, но зачуден бев од опасноста која се одвивала и надвор од замрзнатите терени. Експертот за романтични комедии Стивен Роџерс напиша сценарио кое има за цел да ги прикаже верзиите на вистините од учесниците во инцидентот, меѓутоа под сензационалитетот и фамата се крие приказна за една спортистка способна да го изведе невозможното, со нескротлив талент и темперамент, но израсната во токсична околина која секој успех го наградувала со емоционална и физичка лузна. Бескрупулозната и тврдокорна мајка Лавона Голден, глумена од вештата Алисон Джини, која во отсуство на постојан татко е задолжена за незапирливо провоцирање, деморализација и навредување на незината ќерка од најмлада возраст, сметајќи дека со тортура како мотивација ќе израсне победник. Дополнителен бензин на незиниот разгорен гнев додава и поранешниот сопруг Джеф, глумен од Себастијан Стен, кој е способен да нанесе физички повреди со кои ја акцентира секоја расправија која не е во негова полза. Ова се две оски во трейлер треш триаголникот во кој е заробена Тоња Хардинг, а дисфункционалното сиромашно семејство нема високо да котира кај судиите кои сакаат американската представничка да има класа, стил и углед, а не сино лакирани ногти, фустанчиња шиени на состојана рака и рок-н-рол на кој лиска. Таа е бунтовничката на сите нормативи, затоа што знае дека е за многу нивоа подобра надпреварувачка од незините колешки, но без разлика на блескавиот перформанс, Тоња не ги исполнува престижните критериуми и дуѓите проекции кои се недостижни за неа. На крај медиумите се последните злоупотребувачи во незиниот живот, кои како птиците грабливци доаѓаат да глодаат од мртвиот леш на тој што високо лета и ниско паѓа. Скандалот околу незината конкурентка е една од неколкуте спортски трагикомедии кои ги сервирала реалноста, при што режисерот Крег Гилеспи не ја пропушта можноста да ги нагласи во неговиот најнов филм, без разлика дали станува збор за одличното кршење на четвртиот зид помеѓу играниот дел и квазидокументарниот дел од филмот. Иако пред неколку години од Гилеспи добивме еден преживувачки периодичен филм во The Finest Hours и една реимагинација на култниот жанровски Fright Night, уште во 2007 година може да заклучиме дека го пленат неговиот интерес нестандардни љубовни приказни, како што беше провокативниот Larsen the Real Girl. Кинематографот на одличното хорорче Кап, Николас Каракацанис, е задолжен за танцувањето на камерата со Роби по мразот, но неуморливи се движењата и на земја, кај што со помош на долгогодишната соработничка на Гилеспи, монтажерката Татјана Сариегел, се постигнува соодветна динамика во Ај Тоња. Саундтракот изобилува со одлични рок-н-рол композиции од Heart, Fleetwood Mac, Chicago, Siouxsie and the Banshees, Bad Company, Dire Straits до неколку треш метал рифови. За еден спортски биографски игран филм има доста сцени на мраз, односно не е изоставен спортскиот надпреварувачки сегмент, кој е круцијален за овој калибарни филмови. Звездата на филмот е никој друг освен Марго Роби, која е погодена за улогата на кичерајската Тоња од секој можен аспект, антихероина извајана од златната доба на браќата Коен и Скорсезе, а во фантазмагоричната сцена со крвавата секира и широка насмевка, најевидентно е забележуваме оставнината од ликот на Харли Квин. А ако ви е неубедителна, слободно пробајте да направите Triple XL без CGI.
Меѓутоа, не се ни сомневам дека многумина ќе имаат проблем со фикциониот дел од овој филм, кој се базира на изјавите на вистинските учесници во настанот и со дозата на хумор и бруталност. Но, ниту се срамам што се смеев на комичните сцени, ниту го оправдувам домашното насилство, но филмот е уметност во која слободата на авторот мора да биде загарантирана, а комедијата за мене ги истакнува човечките недостатоци и на подсмешлив начин развива дискусија за нив. Се надевам дека филмот ќе има поголем досек од останатите спортските филмови кои завршуваат заборавени на сомнителните канали во уште почудни термини. Се издвојува од баграта, но ништо повеќе од тоа. Доколку морам да го евалуирам, тогаш од мене Ај Тоња има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 13-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!